Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. А во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Државната секретарка Хилари Клинтон е во Сеул. Таму таа рече дека светот мора да реагира на потопувањето на јужнокорејскиот воен брод. Деталите и другите вести веднаш на почетокот. Клинтон зборуваше во Сеул по кусата средба со јужнокорејскиот председател Ли Мунг Бак и министерот за надворешни работи Ю Мунг Фа, нејзината последна станица од 6-дневната турнеја низ 3 земји од Источна Азија. Таа кажа дека потопувањето на бродот Чеонан на 26 март е провокација што налага енергичен, но одмерен одговор. Представник на администрацијата вели дека председателот Барак Обама ќе распореди уште 1200 трупи на националната гарда на границата на САД со Мексико и ќе побара $500 милиони дополнителни средства за борба против шверцот со дрога. Американскиот Space Shuttle Atlantis безбедно слета на земјата во Вселенскиот центар Кенеди по неговата последна мисија. 12-дневната мисија беше со цел да се достави материјал до меѓународната вселенска станица, а астронаутите инсталираа нови батерии и антени на станицата. Ова беше последна мисија на Атлантис, што НАСА го користеше 25 години. И од име на кошарката, Феникс Санс ги поразија гостите Лос Анџелес Лейкерс со 115-106 и изедначија на 2-2 во серијата најдобар од 7 надпревари во финалето на источната конференција на NBA. Следниот меч се игра во четврток во Лос Анџелес, а во источната конференција вечерва Орландо го пречекува Бостон. Индустријскиот просек на Dow Jones вчера падна заради стравувањето дека европската криза ќе го попречи глобалното опоравување. А во продолжение ќе видиме како аналитичарите ја објаснуваат нестабилноста на економијата со политичките тензии во светот. Светските пазари продолжуваат по спиралата надолу, додека инвеститорите се обидуваат да ја одредат насоката на глобалната економија. По агресивниот старт годинава, бран на песимизам се чини дека фаќа корени. Сем Стовал е инвеститорски стратег. Мислам дека во моментов се уште има загриженост дека европските држави реагираат унилатерално, не работат координирано, но секако ја примија пораката дека ако не се стори нешто наскоро, нередите од Грција може да се рашират на други и тоа ќе биде тешко да се поправи. Неодамнешното преземање на Кахасуар банката со седиште на југот од страна на банката на Шпанија само додаде на европските грижи. Инвеститорите исто така стравуваат дека големите намалувања на трошоците, што некои држави од еврозоната ги воведоа, може да го забават опоравувањето. А вчера во Брисел председателот на Европската комисија Хозе Мануел Баросо повика на обедината реакција. Политичките тензии на Корејскиот полуостров додаваат на песимизмот на пазарот. Стовал од Standard & Poor нестабилноста на пазарот ја сумаризира во еден збор. FEAR for financial reform. Страв заради финансиската реформа, енергетските проблеми, азиските тензии, грижи поврзани со рецесијата. Тоа во основа значи дека инвеститорите се загрижени, дека е можно сценарио на повторно одење надолу заради должничката криза во Европа. И покрај раниот пад, следејќи ја ситуацијата во Европа и Азија, индустријскиот просек Dow Jones успеа да ги намали загубите, стигнувајќи до над 10.000 поени на затворањето на берзата доцна синоќа. Светот денес е полн со конфликти, од вистински војни до етнички судири и тероризам. Како дополнение, екстремистичките групи во многу држави се обидуваат да рашират нивната идеологија преку интернет. Неодамна, медиумските експерти се собраа да расправаат дали улогата на медиумите треба да вклучува не само кажување на вистината, туку и промовирање на мир. Гласот на Америка ви ги донесува нивните мислења. Војни во Афганистан и Ирак, тензии меѓу Северна и Јужна Кореја, конфликти во Јужна Азија, Африка, Европа и Блискиот Исток, а да не зборуваме за напорите на Ал-Каида за напад на САД, за сето тоа секојдневно се известува. Постојаната лавина од информации во кибернетскиот простор дополнително ја компликува ситуацијата. Денеска секој може да испрати порака во светот со притискање на копче.
Загриженоста за пораките на омраза на интернет инспирира неколку институции во Вашингтон да спонзорираат семинар со експерти за медиуми и новинари. Семинарот се фокусираше на тоа дали медиумите може да имаат улога во градењето мир, со тоа што ќе се спротивстават на омразата со позитивни пораки. Марвин Калб, поранешен телевизиски известувач, сега е аналитичар во Институтот за мир. Мислам дека тоа би било тешко, ако не е невозможно. Зашто не сум сигурен дали новинарите тоа треба да го прават. Френк Сесно, директор на школата за медиуми на Универзитетот Джордж Вашингтон, беше директен. Мислам дека не е наша работа да промовираме мир. Работата на уредникот и на новинарот е да се промовираат сите идеи што се составен дел на приказната. Но Ден Фрунке, неизвестувач од Вашингтон за Huffington Post, вестник на интернет, мисли поинако. Не е коинциденција што најголем дел од војните започнуваат по кампањи на демонизирање на противниците. Ако ставите човечко лице на народот, тоа го напреднува мирот. Мислам дека добро новинарство и одредени аспекти на интернетот, вклучувајќи ги социјалните мрежи за дружење, навистина добро го прават тоа. Панелистите денешните медиуми ги споредија со прашума, полна со отровни и лековити билки. Заклучокот е дека новинарот треба да биде непристрасен и дека светот на медиумите треба да биде добро дефиниран, за да се издвои известувањето по вести од другите видови на медиуми, како документарци и блогови. А на соборот беше кажано и она што е наше кредо од самиот почеток. Работа на новинарот е да ја пренесе информацијата и да им дозволи на луѓето сами да извлечат заклучоци. Така ќе постапиме и утре, кога на нашата програма ќе видите слики од брегот на Луизијана по едномесечното излевање на нафта, а вие проценете сами што значи тоа за животот на ова население. Утре во Newsflash, што виде првиот човек на BP при посетата на најпогоденото подрачје од изливот на нафта. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.